Јасно ми е дека вие не го фатите него, он сам дојде и тоа ве посрамоти затоа што дојде низ центар без обезбедување и веројатно поминал преку полицајци го поминал пола град и се пријави сам на суд. Некако ве посрамоти и ги посрамоти сите институции кои го бараат 2 дена поред. Во претходна координација со неговите адвокати кои што беа неколку часа претходно веќе во јавното обвинителство, се организираше да се јави во самото јавно обвинителство, заради тоа што потрагата беше пуштена на секаде. По сите објекти, по сите можни објекти каде што може да биде скриен или слично, затворени влезовите и излезите на Скопје, граничните премини и слично. Инструкциите кои што по оваа координација која што ја зборам, уште рано наутро беа дадени во функција на имплементирање на законот, организирање и помагање на бегство. Се одговара согласно закон, тоа е кривично дело. Организирање правата обезбедување, членови на семејството и се. Се паднаа сериозни наредби за да се постапи токму по нив. Со пленидба на имот, со блокирање и жолти траки на мериот, со се што треба да направат институции. Не се заканал никој. Постапија институциите и тргнаа да спроведуваат одлуките. Секој во делокругот на својата надлежност. Министерството за правда координирајќи ги правосудните институции, Министерството за внатрешни работи со својата полиција на сите можни објекти и со сите дозволени по закон постапки. Веднаш се слушна дека овде нема отстапки до крај. Затоа, само да се дозавршам. Дека Сашо Мјалков се обиде да избега, затоа што му изјави дека нели пробал да избега без воля. Само малку, премиере, може вака да закажи. Еден по еден, ако дозволите. Само еден по еден. Може да ни објасните кратко. Дали најдовте каде е, преку адвокати или негови лица му кажат да се дати, дали знаеме дали се обидел да избегне надвор на државата, па не му се дозволи, биде дека нема излез, или го најдовте каде е, па му се јавите, ало, дојди пошто ќе те фатиме ние. Значи, кратко да знаат граѓаните, дали? Ќе ви дадам одговор на сите прашања. Нема проблем, едно по едно. Значи, имавте денеска презентација се што е преземено од страна на Министерството за внатрешни работи. Во детали за сите постапки во целиот овој процес. Заради координираните акции, каде што буквално ќе се настапи на евентуалните помагачи, а тоа е неговото обезбедување, членови на семејството, логично е, кој е организирал и помагал бегство. Затоа што бегство е кога нема да го најдете на домашната адреса, не е достапен на телефоните, членовите на семејството не знаат каде и тоа е бегство. Потврдувам дека е бегство. Втората важна работа. Кога е во бегство, почнува и потрагата до крај. Со тоа што потенцијално самата истрага кажува дека треба да одговарат тие што потенцијално организирале и помагале бегство, затоа што може да го допомогнат бегството за да избега надвор од државата. Секако тука и членовите на семејството. Затоа што се знае каде биле во тоа време членовите на семејството и тоа може самата истрага да го утврди комплетно. При тоа, по еден куп предмети, тоа е осомничен лице. Сите имоти негови, на неговото семејство, и тие како, можат самите органи да постапат. Денеска чукнавме на маса, институциите покажаа капацитетност. Е тоа се случи денес. Како го најдоа? Каде беше? Не се... Каде се криеше? Апсолутно, самите институции не го најдоа Сашо Мјалков. Заради тоа што нападна по блиски, по имот, по се што има, се пријави во обвинителството за организиран криминал. Дојдоа прво адвокатите, па и на крајот и он се пријави. Така да... Премиере, дали ќе побарате сега оставка од министерот за внатрешни работи, бидејќи ова денеска што го направи Сашо Мјалков е играње мајтап со полицијата? Апсолутно не е никакво играње мајтап, туку е принуда да се пријави и да не продолжува да се обидува да се крие или да бега. Затоа што институциите си постапија согласно закон во сите сегменти. Да не заборавиме, ние сме слободна држава, каде што правата и слободите се загарантирани на секој, се додека не е осуден со правосилна судска пресуда. Целиот овој процес, уште еднаш да го напоменам, денеска беше објаснет детално од министерот за внатрешни работи. Што и кога може да постапува. Што значи прикриено наблюдување, што значи постапување по судска наредба. Апсолутно во делот на самите институции. Зошто при спроведувањето на судската наредба тој не е најден дома на адресите на кои што е баран? Истрагата треба да покаже што се случило во моментот и затоа велам, очекувам истрага до крај. Институциите денеска покажаа дека учиме од бегството на Груевски
и можеме да постапиме кога сакаме, сите до крај, заради тоа што се создава можност да системот блокира криење, бегање или било какви други активности. Ние утврдивме дека прво, ако секој си ја заврши својата работа, едноставно ќе поттикнеме човечки акт да се пријави или полесно да го најдеме. Тоа се случи денес. Исправен пред сето тоа што го постапуваат самите институции, имаше негова пријава во јавното обвинителство, веројатно преку неговите адвокати, кои што беа неколку сати таму пред да се пријави тој, се пријави во јавното обвинителство и тука заврши криењето и бегањето. Факт е дека вие не го најдовте, полицијата не го најде, како тој сам се пријави. Тука веќе е пропуст. Знаете како? Да бидеме реални во државата. Вие, еден млад човек во државата, ако сака да се скрие во Македонија, во било кој куќе, може да се крие. Факт е дека за 40 часа од која избега го најдов. Тоа е голем факт. Тоа покажува дека кој и да е во државата, ако знае, ако слушна, дека се спрема притвор негов, може да се скрие во соседна куќа, во друг град, во друга населба или слично. Суштината е системот да се организира и да го спречи обидот за криење или бегање. Дали е точно дека 2 дена се пазарало за затворската казна, за висината на затворската казна? Знаете како? Јас ќе ви кажам вака, како што викаше неговиот шеф во Будимпешта, дека се гледа од месечината или од небото, дека е приказна за мали деца, или овој што Мијалков го постави за председател на ВМРО ДПМН, дека од месечината се гледа дека е приказна за мали деца, така ќе ви одговорам дека ова приказна за мали деца. Апсолутно Сашо Мијалков е еден од луѓето кој што се гони по неколку предмети. Во држава која што беше режим, со огромни украдени пари, каде што функционираат и јавна администрација, и обвинителство, и судство. Успеавме за 3 години, како систем, да ги финишираме процесите, да дојде до казни, до изречување на пресуди. Се случуваат пресуди по сите постапки од специјалното јавно обвинителство. Проблемот е заради тоа што не избега Груевски и секако нема да се откажеме се додека можеме да се врати и да одговара. Системот е веќе поспремен и тој реагира. Не можете да кажете дека денес како тргнете буквално за еден джепарош, криминалец, ако го бара МВР, може да се скрие, дека не го затекнувате дома и почнувате да трагате по него. Така. Ние не викаме дека полицијата го најде во таа и таа куќа. Полицијата, заедно со јавното обвинителство, со судот, со сите институции, агенции, АНБ, БЈБ, сите, создадоа атмосфера, постапувајќи да апсолутно бегањето и криењето му биде неисплатливо и се пријави во јавното обвинителство. Ова ваша теза што сега кажувате за Мијалков, отвара друга плаша. Зошто тогаш вака не е постапено кон Груевски за и он да не може да излезе од државата или да се врати, да удирате институционално по имот, семејство и така натаму? Според мене тука има други стомрежи, сега што треба да се излезе. Не. Отворено зборувам секој пат и најтранспарентно за се. Слабостите во постапките секако се школу и за самите институции, а и за нас, како политичари што управуваме со одредени институции, дали е тоа влада, јавно обвинителство, правосудство и судови или слично. Дефинитивно Груевски имаше помош од друга држава, која што му даде и азил. И се работи за различни случаи. Дефинитивно истиот момент на бегството значеше напуштање на државата, што овде не е таков случај. Учени од претходно прво беа блокирани сите граници. Знаете, во недела вечер на излез и на влез во Скопје имаше комплетни контроли за се. Зелените појаси покрај Куманово, покрај Косово, сите што излегуваат беа блокирани со редовни патроли. Тоа е школото на созревање на самиот систем. Дефинитивно покажуваме дека треба да знаат дека имаме институции спремни, дека тие може да постапат, кога сите навистина ќе се втурнеме секој во делокругот на своите надлежности, тоа што секако законот го дозволува, без да нарушуваме никакви слободи и права. Затоа што ако тргнете да притварате, плените, слушате телефони, домот, просторот каде што работи некој без судска наредба, тогаш правиме многу поголемо зло, отколку самото сочувување на потенцијален бегалец или некој што се крие. Така да, ова е успешно завршен случај од страна на државата. И дефинитивно останува во делот на благодарноста за сите тоа што го сработија, за да имаме таков случај. Ова покажува дека алармот треба да биде дигнат за сите во државата,
кој што е исправен пред кривична одговорност или пред било каква друга одговорност, затоа што државата на тој начин го гради својот систем, јакне своите институции и е подготвена да биде сервис на граѓаните. Вие сега пред малку велите дека не знам кој кажуват приказки за мали деца. Мене навистина ова мојата перцепција дека вие кажувате сега приказки за мали деца, дека вие сте го натерале Сашо Мелков да се појави, не знам што. Сашо Мелков преска пред правителство кажа, имав температура, спиев, станав од спиење, видов дека ме бараат и дојдов. Ништо од ова не е кажано. Ја не знам како 40 часа вие сакате да го опишете дека 40 часа сте трагале, еве и да сте трагали. Вие навистина не сте имали капацитет дури и во трагањето да знаете каде е. Уште поголем пораз е тоа што ако бил тука вие да не знаете каде е во државата со која што вие владеете. И на крај, постои перцепција дека ова предавање на Сашо Мелков значи и спас за вашата влада. Тоа е првата теза што би сакал да искоментирате. И второто прашање ми е, кој е тој член на вашата влада кој што во петокот добил информација дека обвинителите имаат намера да бараат куќен плин, освен министерот за правда, министерот за внатрешни работи? Прво е вака. Ова што го поставувате како тези, можете прво да потврдите дали е теза тоа што владата покажува неспособност, како што тврдеше опозицијата и ми избега Сашо Мијалков се, или е вредна тезата и вистинска тезата дека еве Сашо Мијалков е изнајде начин да се пријави и да си биде под домашен притвор како што е определено од самиот суд. Треба да одлучи самата опозиција. Затоа прво што зборуваше опозицијата, сите овие денови ги апелирам до граѓаните само да им ги прочитат сите нивни пресконференции, ќе им стане јасно што опозиција имаме во државата. Мицковски го стави председател на партијата Сашо Мијалков и Никола Груевски. И го знаат тоа сите во државата. И сега бранејки го со сите овие ставови, овие денови, всушност си го покаже лицето. Само неговата фотелија му е важна и ништо друго. За да денеска, еве, системот си ја заврши својата работа. Владата си ја заврши својата работа. Бара оставки од мене, од министрите или од било кој од самата влада. Така да денеска мислам дека направивме комплетно докажување на сите неаргументирани опозицијски тврдења. Ова го кажувам заради опозицијата, го поврзувам со вашето прашање, за да може да биде јасно утврдена вистината. Треба да знаат. Еден млад човек не треба нешто повеќе упатен или организиран. Ако сака да и се крие на полицијата 40 сата, може да и се крие на полицијата. Полицијата трагаше по домовите, но исто така полицијата заедно со другите институции ги презема и другите мерки. За да може да знае дека семејството ризикува, имоти ризикува. Нека се замисли два пати што треба да прави. Сите чекори се преземени онака како што по буквар е запишено во нашите закони и институциите согласно својата капацитетност тоа да го преземат. Денеска детално министерот објаснуваше. Јас сум посветен сите овие денови. Мојата температура веројатно беше 40 степени од кога го снемане на Сашо Мијалков. Затоа викам приказки за мали деца. Затоа што ова е сериозно. Зборуваме за прочистување правосудство, за 5 и 6 пакет на мерки, а овде ќе ни се случи втор бегалец и тоа од оние најкрупните кои што беа символот на режимот. И затоа бевме сите фокусирани и апсолутно немаше поважна работа од нас. Затоа денеска излегувам овде на пресконференција заедно со овие двајца министри. Нормално дека некои од министрите или внатрешни или правда знаеле за тоа, оти биле информирани од некој си од обвинителство кој што слушнал. Да, во петокот збора. И во саботата почнале веќе информациите од обвинител на министер, па побала министерот на писмено, впрочем јавното обвинителство директно мора да може да бара притвор. Точно е, не можеле да имат точно аргументирани и доказани работи, но кога имате слушнен глас, обвинителот мора да постапува. Побарал притвор, во недела изработиле обвинителите, во недела вечерта е даден самиот притвор и дури веќе 19 часот или колку е било, се постапува по наредба на суд. Така се случувале сите действија кои што се знае во секој момент каде бил Мијалков, дека во 14:30 излегува со сопругата Александра и со уште тројца машки лица, веројатно обезбедување, од Мериот по Максим Горки шета, се враќа во 15 часот, влегува во колата 15:30, комплетно го пратат уште две коли, заминува на Тодор Александров 69, каде што му е домот, влегува таму, се носи налогот. Во тој момент кога се носи налогот, Сашо Мијалков веќе не е дома. Веројатно од заден влез, од преден влез, кој го знае од каде. Замислете еден млад човек, не мора да е Сашо Мијалков или било кој.
Може да се скрие во соседна куќа, може и во било каде да се скрие. Но, ако системот функционира и се обезбедат сите предпоставки, на крајот се решава случајот. Премиере, да, министерот Чекайте, само извинете. Тоа е најво средина. Ова е операција. Окей. Повеле. Министерот Спасовски рече дека не чувствува одговорност за ова што сега го нарекувате обид за бегство и вие се согласувате со тоа според вашата изјава. Вината се префрли на системот, дека тој потврдил, дали веќе утврдите каде и кој дел од системот потврдил, инаку систем кој што го представувате вие тројца. Системот е извршната власт со сите своји институции, јавното обвинителство и судот. Јас реков уште вчера наутро дека ќе барам одговорност доколку се утврди дека некој фалирал, односно направил пропуск во целата оваа постапка. Затоа денеска и во мојата изјава уште еднаш потврдувам, очекувам истрагата да покаже дали имало пропуск. Имаме успешна завршница, со Груевски немав. Овде имаме успех. Дека се откажувате од барањето одговорност, барем Не, очекувам истрагата да покаже дали имало одговорност. Јас ви кажувам дека ако утре за еден джепарош, еден послаб криминал, не подценувам никој во државата или слично, се тргне за притварање на одреден крадец за било што и не се затекне дома и почнува истрагата према тој крадец и се најде тој крадец на крајот, се однесе во притвор, тогаш завршена е успешно работата. Но ако имало пропуск во претходниот дел, тогаш тоа треба да каже истрагата. Јас до во моментот ви кажувам, повторам денеска во изјавите, со мојот Facebook статус, со вчера изјавите, дека ако има пропуск одговорност ќе барам, зошто да не се повтори никој пат друг пат, за било која друга институција. Така да, она што сакам и да ја испоентирам овде во давањето на овој одговор. Системот може да функционира кога сите професионално ќе се посветиме. Јас реков дека овде ќе има одговорност и не ме интересира ако не се реши случајот. Се реши случајот. Но тоа не значи дека не треба да истражиме до самиот крај. Затоа што така се создава држава, така се јакнат институции, така граѓаните ја зголемуваат довербата и слично. И само тоа така е исправно. И верувам дека во иднина ќе учат и самите институции што се прави во текот на завршни зборови, кој е ризикот, постои ли некаде ризик или не, како постапуваат истражни органи, што одлучува суд, тоа си е надвор од извршната власт, но тие се надлежни, имаат европски донесени закони по кои што треба да постапуваат. МВР како извршител треба да добие решение. Постапувале тоа што законот им го дава. Мислам дека е член 51. Кај што вика прикриено следење на јавни површини. Не смеете да уништите приватноста, не смеете да направите чекор повеќе заради тоа што кривично дело и тоа, тоа што го прави. И при тоа управувате во рамките на законот со тоа што го можете. Зборувам гласно за да знаат и граѓаните што е возможно, што не е возможно. И во такви околности, со 5 тима, покриени сите простори. Цело време се следи трагата каде. Во моментот на испорачување на налогот, тој не е дома. Тука се случува неговото бегство. Во тој случај, може би има пропуск, може не, ќе покаже истрагата. Може има кај некој друг пропуск во претходните постапки, ќе покаже истрагата. Но верувам дека ова што денеска го имаме како конечно решение на повидот, докажува дека системот функционира. Премиере, сте ја провели акцијата сам, вие лично, не сам. Дали имавте во било кој момент информација точно каде се наоѓа Мијалков, дали е во Скопје, надвор од Скопје, и дали ќе барате вина одговорност за оваа политичка какафонија што досега не е видена во Македонија и во светот, избеган е, не е избеган? Толку е транспарентно и отворено општеството да новинарите знаат детали во секој момент. И тоа е убавината на слободата. При секое нормално функционирање и спроведување на акции за лишување од слобода на човек што се крие или бега. Се случува тука, се случува во Америка, се случува во Европа, може да видите секаде како е тоа присутно и апсолутно не е за мене политичка какафонија. Нашиот наратив стои праволиниски. Да се најде бегалецот и да се фати. При тоа, доколку не се случи одговорност од сите одговорни, преку истрага да се докаже. И тоа е јасно кажем. Втората значајна работа која што поставивте во вашето прашање е самата координација на акцијата е соодветно на поставеноста на системот.
Затоа е министерот за правда, тој е надлежен за правосудството, за да може секој во својот дел да действува. Дефинитивно покажавме дека владењето на правото е императив, дека сите овие тези што се пласираа за некаква одговорност, за некакво договарање или за слично, се отстранети од секој можен начин. Да напоменам, Македонија помина режим, се калкулира и се објавува милиарди украдени пари. Украдените пари бушат систем на секаде во светот, па и кај нас. Успеавме сите заедно, не само ние, пред се судот, пред се обвинителство, да финишира случај. И тие дојдоа веќе до соопштување на завршни зборови и на пресуди. Само до крај треба да си сносат одговорност тие што се обвинети. И секој свој дел како карика на целиот овој систем мора да покаже функционално си функционира. Може да скоментирате како може тоа Сашо Мијалков, што е обвинет во неколку случаи, што се знае дека има криминално минато, неговиот имот да не е замрзнат, неговите сметки да не се води истрага. Може да го искоментирате? Јас не знам дали е замрзнат некој дел од имотот или не, од тоа што му било пријавено имот, што му е слободно или заради тоа што се води истрага и по други предмети. Не би знаел, значи можам утре да одговорам писмено од кога ќе се консултирам со правните советници, министерот за право да видам како во судски процеси судот одлучувал во делот на замрзнување на имоти или слично. Тој беше во притвор. Кога излезе од притвор, дали судот барал други мерки за гаранции или слично, тогаш се замрзнуваат имотите. Кога пуштат некој се брани од слобода, обично судот бара или јавното обвинителство бара, па судот одобрува, да се гарантира тоа со имот, со пари, со слично. Тоа треба да го провераме, министерот за правда утре ќе ми даде информации, ќе ви го соопштам, но за секој еден случај одлучува судот, дали зима гаранција пасош, дали секој понеделник или еднаш во неделата се јавувате, дали се замрзнува имот и се блокира, да се забрани продажба или слично, така да имаме многу имоти кои што се под контрола на судот, заради тоа што траат се уште процеси. Премиере, сето ова личи на една однапред сработена ефтина шпанска серија, зашто сметате дека народот верува на ова? Прво, по вас може да личи ова како сакате. Јас почитувам секој пат различно мислење, останува народот да цени што е што. Зборуваме транспарентно и одговорно со сите детали за се што се случи. За се. И кажуваме ако имало слабости, се покажале слабости, истрага ги нотирали. Ако имало предности, на нив кажуваме по предности. Второ, тврдењето дека има дил со Сашо Мијалков заради некакви уставни промени, што испадна денеска? Дека нема дил. Главните тврдења на опозицијата. Не, нема никаков дил. Затоа што императив е владењето на правото и одговорност на секој што се огрешил пред закон. Процесите терат, судот носи одлука, немам проблем јас ако некој биде ослободен и нема докази. Ама истовремено ако има докази треба да се одговара. Без разлика кој да е во државата. Втората работа, поврзана овде, со бегањето, пак калкулации, имало, немало, договарање, испадна дека немало. Системот проработи директно од првиот политичар од извршната власт, Зоран Заев, во координација со сите институции, до крај, доколку неки има одговорност. И дадоа резултат денеска сите тие институции. И апсолутно тоа покажува дека имаме систем. Како и да го поставите прашањето, јас тврдам пред граѓаните, бидат срекни заради тоа што имаме систем. Тоа е нивен систем. Дали се вика МВР, дали се вика АНАБА, дали се вика Министерство за правда, дали се вика јавно обвинителство или судство, имаме систем. Треба да работиме многу, да го јакнеме. И материјално, и технички, да биде уште посовремен. Тоа е европеизацијата на сите тие институции, но само така и подобро ќе служат на граѓаните на државата. И на оваа страна може некој сака. Добро, бе. Велите нема договор, велите опозицијата кажува дека сте се договарале, што пред наслика на социјалните медиуми, кои што разговарате на ручек со, мислам дека вие кажавте Александар Вучевски. Таму кажавте ќе се договориме со Сашо Мијалков. На едно интервју на една национална телевизија кажавте дека Сашо Мијалков бил патриот, сте се договориле и он убедил осум пратеници да гласаат за уставни промени. Од таму се и прашањата дали има договор. Ке почекаме у петок да видиме дали ќе има пресуда. Сите викаат дека ќе се види дали има договор, дали ќе го осудат или не. Ако има договор или нема, зависи дали ќе Не, апсолутно не. Апсолутно не. Тоа само по себе покажува дека Зоран Заев ниту е судија, ниту е обвинител, ниту е шеф на судство, ниту е шеф на обвинителство во државата за да се договара или преговара со некој потенцијален осомничен за кривично дело. Не. Јас можам да потврдам ако некој јавно кажал, потврдил
за одредени принципи, за одредено гласање, како што кажувате, за уставните промени или за одредени ставови. Немам проблем да кажам тоа не чини и не согласувам со тоа чини и согласувам со тоа. Немам проблем со таквите работи. Честно мислам, честно зборам. Секогаш, за се. Но истовремено, времето е пред нас. Ние имаме сериозна завршница на процеси. Ево, Титаник е на крај, вчера бев сведок, повика. Знам дека процесот е на крај. Таргет тврди не завршува. Пресуда ќе има во петок. Еден куп предмети завршува. Имаме ослободителни предмети. Некој се врати на од второстепени на првостепени судови. Тоа е правосудството. Со сите аргументи и докази ќе носат одлуки тие што таму се надлежни. Судиите, обвинителите се борат да докажат обвинение. Бранителите се трудат да бидат одбрана достоинствена на тие што се сомничените натре. И тоа е демократскиот систем и системот во кој што функционираме. Но апсолутно сето тоа што се случува ги докажува токму спротивностите од тоа што мојот опонент тврди, не мислам само на Мицковски, туку и на ВМРО ДПМН. Целата ова драма што ни се случува од опозицијата овие 2 дена, направи како да ние заборавивме кој тоа во ноември 2017 држеше конгрес, кој тоа контролираше делегатите и кој тоа поставуваше председатели на ВМРО ДПМН. И сега, сето тоа што е криминал, со сите договарања за јавно обвинителство и блокади, со сите спречувања на правдата што се случувале позади нас, денеска ќе држиме правни лекции од страна на опозицијата. Таа е за се само за правдане. Јас разбирам, некој пати ставам на сметка за внатрепартиска борба што си има. И тоа е нивна работа. Нека се ја решат час поскоро, веројатно ќе ми ослободи парламентот да функционират законите. Таму е закочен системот. Во парламентарната демократија има блокирани закон за енергетска ефикасност. Има блокиран закон за земјоделие 50 милиони евра со нови откупни пунктови, изголемување на продуктивноста во земјоделието, за трамвајна тркала во Скопје, еколошки проект и мал милион вакви убави проекти во државата. Зошто? Клинички центар. Се преговара 6-7 месеци. Опозицијата да има мнозинство во надзорот и опозицијата да има мнозинство во проектната единица. Ние имаме министар, не ни треба да има мнозинство. Да, да застанеме заедно и власт и опозиција. Не 2000 амандмана блокада. И зошто? Што да правиме? Се откажеме од клинички центар? Океј, ќе блокира, до каде ќе блокира? До кога ќе блокира? Уште еднаш испраќам порака за соработка. Кога има консензус и соработка, тогаш се движиме 3 пати по-силно и по-ефикасно и побрзо како систем. Но дефинитивно секој ден ги отвара одговорите за сите како се поставуваат политичарите. Ние сме знаеле многу често да признаеме каде што имаме слабост. Се знаеле да повлечеме чекор назад, да се коригираме, да се извиниме некој пат и да послушаме народ што кажа и да постапуваме. Не ми беше лесно да излезем пред вас вчера во 10 часот после сведочењето и да давам одговор. Знам дека не е затекна дома, продолжува истрагата, побарав одговорност нормално ако нема резултат. Цело време вчера целиот ден, денеска од Сабајле финишира сите координации како да треба се постапува. Правни формулации, што е дозволиво од државата, што не е дозволиво. Човековите права или слично. Дадоа резултат. И никој тоа не може да го негира дека дадоа резултат. Така да, јас не велам дека тоа ЗАЕВ, СДСМ или некој системот, институциите, тоа се на сите нас, на граѓаните, покажа успешност денес. Принудија некој да не му биде исплатливо бегањето, криењето, да се јави, да си почека соопштување на казна, ако има казна да се отслужи казната и готово. Тоа е системот и така мора да биде, никако поинаку. Благодарам на сите.